Видењето на новиот кеј според Рафаил Вълчевски, еден од неговите творци, се случувало во време кога последиците од поплавите на Скопје биле се уште свежи и кога било јасно дека на градот му треба ефикасна заштита од Вардар. Обединетите нации го платили изработувањето на идејниот проект. Дотогаш Скопје имало мало и несигурно регулирано корито од нафрлани камења и земја, кое, како што покажала историјата, воопшто не го заштитувало градот од надојдените води на Вардар. Изградбата на кејот, кој денеска е во должина од 20 километри од мостот во Сарај до утоката на Марковарека во Вардар, започнала во 1969 според проектот изработен од домашни стручњаци во Заводот за урбанизам и архитектура на град Скопје. Изградбата траела околу 3 години. Ширината на големото корито е променлива и се движи и до 100 метри, а малото корито е широко 45 метри, освен кај камениот мост каде што е 60 метри. На целиот потек се проектирани 9 каскади, секоја со висинска разлика од 1 метар. Пропусната моќ на коритото на Вардар е 62.900 кубни метри вода во споредба со 1.600 кубици што го поплавија Скопје во 1962 година.